Здраво, живо поздрав од ресторан Куманово СПА. 108 поред емисија за Куманово, а денеска наши ваш гост е познат гимнастичар, еден од поголеми спортски радници на поле на гимнастика Љубомир Михајловиќ или Кумановци го викаат Бубе Цупало. Бубе, здраво, како си? Ја супер, буз, овој кафу и бустер доза, супер. Сега во кој да ми кажеш, ја те представи дека ти си еден голем човек на поле на гимнастика. Многу си работае. Физички сум малет. И сакам да те прашам на почеток, од куде ти е тај надимак Цупало? Брат ми помал 2 години од мене, многу играше тие, што си ги сами правесме од кал. Па после и соде каде искочива. И мајстор беше. И на пају, и на дупце, помалу тангал правеше. И почнава Цупало да га вика, Цупало. И тако од njega. Не ни е фамилијарно тој Цупало. Иначе фамилијарно ни е од Староногоричина потекнуваме. А брат ти постар или помлади од тебе? Мајка од Вујчку фамилија. Брат ти постар или помлади од тебе? Помлади 2 години. Помлади, добро. Интересантен е бија живот на твоја фамилија. Нормално, татко ти си роден у Алексинац, у Лесковац. У Лесковац сам роден. Лесковац, а иначе татко ти работае у Рудници и у у Алексинац. Рудници у Алексинац, за време рат. Пошто морае да фрли пушку у кожек и да бега, пошто исти тие што требало да ги услужи, он ги услужи, ама погрешно наместо на Чичу му коњи да одведе у партизани, он одведе njini коњи, njini фамилијарни. И кад виделе Чивису, и сакале да га стрелjavi, и друг течо мој, па дежурен што после течо ми видне, дежурен бие пред врата, чуе, разбрае, ќе га стрелjaмо, и отиде, разбуди га татка ми, и Димче заеби пушку и беге, вика, овие ќе ту тепа, сака да те стрелям, што си njini коњи довеја, за партизанско и услуги. Па нели ако е борба, нема везе Чиви со коњи. Не, они Вујчки требало коњи да биде, на Чичу ми Максима, разбираш, вука. Татко ти кажува или ти е некад за рад како е било? Зборили сте некад? Избегаваја. Не е сакаја да збори. Не е сакаја. Горело му е желудец. Да, криво му е било. Он и слабо идеше баш у фамилија него. У Челопек идеше, куде сестри идеше 2. Ова 2 су у Беле Грамаде. Една у Долно Мало постарата, тетка Љуба, помлада горе у Горњо Мало. Помлада и поклони ми га, подари ми га место, сега куде ще живу, куќу куде ще направи. Али сакам еве да те прашам и тебе, твој татко се многу мучија, работа у рудник е било тешка. Поработи. Селско дете, од рудник, па после у Лесковац се префрли у фабрику на плугови. Имам све документација, чувам куде е све работаја тие документи, имаш ли? Затоа сум педантан би, еден денес ке чувам. И негови, и мајкин. А мајка куде е работала? Мајка ми нигде, домаќинка е. Да. Он е дојден за кратко време, за 2-3 дена дојдење у село се вратија, само да се ожени и одма си бегаја. Али Добро, али интересантно доваја те ви после твое роѓење, после 3 години довајаш у Куманово, значи тоа е било... па фабрика сеамни цеви пред да се отвори, машина кад постанале да се монтира, још у Маđари, татко ми, Чиче ми роđен, на татко ми постал брат од Скопје, ја му брат доваѓа, машине су стигнале за шеамни цеви, овамо веќе погони се прави у Куманово, али машине се монтира у Маđари. И заедно с Чика Крунета, исто од Староногоричина, Крунега на Евет, Бог да го прости умре, врати се, дојде и право на монтирање на машине, па од монтирање и пренос у Куманово, и туј он продолжи да си работи. А ми смо, ја, мајка и брат ми, јас смо у Лесковац. Кај се дошло дека у Куманово ти си бија многу мал, 3 години си маја. 3 години. И куде се населувате у Куманово да живеете? У Бедиње, тој му одговорала на татка, близко до фабрика да е, до работно место. Тој сте мале куќу? Не, него под Кирију. А, под Кирију. Деда Миловиќ, Бог да го прости. Врањанац, доле до реку, 100 метра воќняк, па река, а одма поред пуќу па вада идеш. Сега да кажеш... Испод нас па Шумско беше. А у тој Шумско живе сва 3 браќа, Стео, Мирче и Жике. Добро.
Кумановско трио. Да ме подсети. Да. Он и две сестри. Да. Рајна и Борка. Да. Значи они тук се живеале. Таа сме се сеќави на нив. Сега Они одма испод нас, само шумско беше тој, пошто татко и беше шумар, мислим. Еве, да завршиме обед со таткати, значи они бија добар мајстор, чим се го тражили у Шамницеве. Па сичовци мои су двојца ковачи у село. Раде и Санко познати од Стара Гришовуци. Познати се, разбираш, на цело тамо и Куманово и околиното Коđачко. Али после нивна смрт деца расториват тие деќаните се. Татко, што ја работеа у Шамницеве цел живот? Они бија На машине. добар мајстор бија. Он е добар мајстор и вреден радник и прековремено е многу работа, за да земе некој динар повеќе, сиромашни, знаеш, една плата у куќа. Добро, тега Шамницеве е било стварно многу јако и мало, е пуно работа и мало, и извоз и добри плати се ги биле. Па и мало е, па тие цевке тате викаш и за наоружање ишле, некои цевки и за топови, за хаубици ишле. Сега да те прашам, опиши ни га детство како е било убедиње, како ти е променувало ден кога си бија малец? Па еве, нали ви кажа, вада поред куќу, 100 метра воќњак, па река. Па природа, брате, слободија, цел ден. И туј се цел да играте, бањете се? Па цел да се, брате. Се у реку. Тега река е било чисто, убаво е било. И прва удица му е обичен стап, конац од мајко од Макаре и шпенала, разбираш, и тапа од сишиње оние. Порано тапене ли имаше? Да. Фултане што се затвара со свака плаќа. И ја врзише каменче некој со онај конац и да ми пропадне црдај. И тоа е рибово. Кажи ми, мало ли тега пуно рибе? Много. Од тек се научима с брата и с руки да фаќа. Што вика Кумановци у Димолј? Не у Димолј, под каменчето. Аха. Какав Димолј, не сме смеле, после се научимо, ослободимо се. Овамо, каде иде смо на гости у Белеграмада, кој е едну тетко и другу, и у Челопек, куде мајкин, куде ујци. Спуштимо се у реку, али од тој па и разболева, јас се разболева. Тој кога се бањале, туј е викави мало и длабоки места. И мало е. После се испрактирамо у Димолј, али убедиње да ви кажа. Под камеќиња фаќаје ке рибе и зажеднемо. И ај, почнемо да копамо. Ја, брат ми и Мишо ли се викаше најмал брат, од тројца браќа. Одма под цркву седесва горе у село. Добро, и почнаа се да копате? Не сеќам на постари двојца. Мишо најмал ги беше брат. Да. С njega почнемо да копамо и пробуемо, пиемо воду, избистри се водичка, пиемо каде она кисела вода. Аха. И кажуваме дома, после 2,5, татко ми ке се врати од работа, кажуваме га, ми не демо кисела воду, како бе лојќете? Дај викамо едно ташчиња така лојче. Отидемо на трпамо и татко го пробуе и вика, бе, истин, мајка ми вика, истин, жено пробуе, истин, овај кисела. Е тој кисело воду и ја и брат ми го најдемо и тај Мишо малец. Добро. Синобуз га вика свар најстарога брата. Аха. Не сеќам. Фактички ви сте пиле тој воду, ама она не е било добро за пиење. Абе кисела беше. Не бе, после копава они, тате се организираа од село, собрава апарати од село. Па село бе беше не каква населба. И што се деси ти каде испитуј воду? Ништо. Што ќе деси? Не си имаја проблеми со стомак, нешто Никако, не? изненадење. Не бе панели лабораторија у Шамницеви, едно друго. Да. Па испита старац, земе воду, па испита у Шамницеви, па се организира сви луѓе у Бедиње, да даде некој динар и заедно, и има га татка ми, имам слику, само не може го најду негде, вале у куќу, овдека у бете ми. Он стои на ступчето и пумпу куде поставива и стои со оној ролтанглер, разбираш, у руки. Да. Со стои слику, тажно кад га направива тој место. Али после, пуло време, ја еден пут на напад кад беше таму, од дистрибуција, виде дека
Интересантна работа, Упропастено ти све. си живее у Бедиње, ама учие си горе во Вукарајчи. Е, па едина школа најблиско тој беше. И Али само едну година. Само прво одделение иде, пошто многу јаки снегови беа. аха. И фактички ти си ишја пешки од Бедиње горе до Вукарајчи. Не само ја, сви бедничани таму Сви? учество, сви. Касно направива овој поред автопут Толи Зорлемис. Мои деца завршива Толи Зорлемис. Сега да кажеш дека спомнати имало е многу јаки зиме. Снег имало ли? Па многу снег, мајка ми стане многу рано и пред татка ми стане. Па земе лопату, па чисти од реку, замисли доле до пут горе до црква да чисти да можеш ја да пројду путинко ми направиш. Знаеш што значи? Али како деца сте играле пуно снег. Природа. Убаво е Слобода било, е. Јас да. да стои на боки деца на комшии, викам пуште и деца слобода. Дајте им слободу да ужива у природа. Не вике само по њима, не ги све, не моја вам, нема, пушти ga бе. Нека се изгребе копине, гледа што су ми направиле руки. Се таа ќе Ама скучи. супало денеска деца многу игра во компјутери, телефони, многу. Тој ќе се упропасти. Еве, на сви ги кажи, на сви родители, сваку шансу, ако да го има, да искочи, не само суботу и неделю, попладне, види убаво време, запали авто, отиди, не е далеко, шупли камен куде е. Те и студена бара. 6 километра, колко е 7. Да прошета у природа малку. Пушти деца, нек се изтрчи, значи сваза куде нема авто, куде не иде. Али пушти, дај ги слободу, нека се игра, нека се повреди. Супало, што се деси с овие генерација наши деца да кажу, еве ја и ти и камерман, овие што се малку да кажу повозрасти. Многу тежиште е било на свите надвор да идемо. Сега многу тешко деца може да ги изведеш на природни Не вај. активности. Уништиеш ги, сами родители си ги уништиеш. Дали се криви според тебе тој родители? Па не само родители и тај технологијата. Далеко од деца, бе, мани, какви телефони на деца. Да. Сега, овој сви куманоси кажује кога су разнале, веројатно и тој кој тебе се е дешавало, да намачкаш леп мас и црвен сол и надвор да играш. Па тој е доличек. Друго не имало. И после цело време у рек. Нема мрдање. За едење, тој бија Ама нема најмилено ама нешто. не можеш да изгладнеш. Туриши црвен сол дозгора, све, не. Како свинска маса и бел сол, само какав црвен деца куде ќе еде црвен сол, људ поготово. Намачкаш две кришки и толку. Ама тој сендвич ќе испадне, оно зависи Да. мас. Изедеш тој и правата река, брате, и по 4, 5, 6 сата во вода си. И плюс попладне па искочиш да се играш, цел ден си бија надвор. Ама слободи, дете. Како беше у Вукарајчеве, спомни у која ти бил учителка? Прва и едина учителка од прво до четврто, Вера Чавдаревич ми е била учителка. Иначе сопруга на познат диригент, чини ми се дека Чавдаревич, беше да. Чавдарски или Чавдаревич. Што може да кажеш за учителку Чавдаревич, еве ти го памтиш и да Крупна жена, као педагог одличен. супер, али и строга и правиш. Знам строга зашто е, затоа што мене ми залепише Маријан пут. Како? Па такој. Спремам приредбу за Да. удомљена. Вукарџи ќе дава приредбу пред војско и пред наши граѓанство, да речеш, пред родители. И сега, вика, Љупче, ти ќе бидеш јагње, а овој ќе биде вук. Оној вук и јагње, речеш. Да. И ја не бива учител. Зашто, па јас сам од вучку фамилија, викам. Ја ќе бидам вук. Ти си од фамилија на Вуци. На Тој вучка те е фамилија уредило. од Старна Горица. Добро. Ивана на мене поушама. Абе, тешка рука, она крупна беше. И нема... Не смееш да се буниш. Нема виши готово. Немаш мрдаш. Мора јагње да бидеш. Али, ете, Али научи нас, свака али уча. тега е воспитно образован процес бија многу Само едну строг. годину, прво одделение ga иде од Бедиње. И мама натера татка ми, Димчо, зимај негде под Кирiju, таму около школу, еве га и малке појде у школу, вика.
Ja ne može više, još jedna zima ovakva, ja će papsam, ne može da mrdnovi. Da čisto ja put sneg od reku dole do Belinje gore do put, do crkve. I starac posluša i dojdemo kude Dedo Ivana, ako se sećate, ne ga znajete, Dedo Ivan, Joco, njegov sin i Mio igra su za Kumano, za Krsak. Gdje je bilo taj Dedo Ivan беше domaćin na fudbalski klub Krska. A gdje je tašto kuća? Okolo Gore. Vuka Radičići, gdje? Ne, Sokače od Pazar Nagore što se ide, pa će dode od levu stranu mlad. Karši naš živеше Risto Gazepov, bokser. Risto Gazepov, bokser, pa to je dole u Doničevu ulica, da, znam kuda je. Malce Od samo. Pazar prva krivina levo. Malce, tako je. Znam. Pamtiš i je Gazepova bokser? Kako ne ga znam, koliko ne sakaš. On je bio mnogo dobar bokser. Tera se ne da bivamo i bokseri, da se tepamo. On sada je u Kruševac, tam živi. Znamo, on kako отиде, там се ожени и там се у 14 октомври се запосли. Tako se vikаше 14. oktobar, mislim. Много je bio dobar tehničar, kažu, ja ne sam vidio da je. Odličan bokser. Ali brat njemu, on беше najstar, najmal беше Васе i sestru ima sva, mislim. Da, i sestru ima sva, da. Zabravio sam. A u drugu isto Đoko i Vase, isto Egejci, ali izbjegani od Egejsku Makedoniju. On je u Durme tamo sa Grci. Da. Znači, generalno, u osnovnoj školi imaš ubaju uspomene. Osnovci, pa ko je samo... Možeš li da se sediš na nekoga drugara da ga spomneš u emisiju s koga si učio u osnovnu školu? Od osnovne škole, ovamo kude Deda Ivana ostanamo nekoliko godine, pa starac moj dobiva stan pred izgorenu školu, pred Krstnom i Stirkom. Dobro. Malo stanče, kujna soba i kupatil sa dve terase. I gledam na ulaz na Krstnom i Stirkom. Bela zgradićka. Da spomneš nekoga od osnovne škole, ako pamtiš nekoga drugara od školski dani? Ako pamtiš nekoga? Evo od poznati Mira, doktorka Avramka. Ona s tebe učila? Od prvo odelenije do 8 zajedno učila. Da. I kad poznala zubi da mi ispada, ona vadi mi 3 zuba i vika, gene, školski stoje pa vikam, što mi je pokazuješ zubi? Ne me gledaj zdravi korenja, ti imaš zapalenje na toj... Paradontozu imaš? Paradontozu si dobije. Pa sad mi kažuješ kad ispadnava zubi. Pa ne si došao, pa isti ne sam kude tebe došao. 3 komada mi izvadi, vikam, kaže ga, Mateječki, Slobodan, cov. On mi prvo 3 izvadi zub. Gdje si učio srednju školu? Srednju školu u fiskulturnu u Skopju. I putovaje si isto? Sakaš je u vojnu školu da ideš. Starac nikako, sinko, ceo život vojnik će bivaš. Znaš što znači opasnost da imaš, nikada ne ga simneš. I u spanju nikada ne smije da ga simneš. To mu je bilo Muhamed. Nikako ne dovađu u obzir. Kako je u srednju školu? Putovaje si? Starac moj me zapiše u tehničku školu. Dobro. Valjda po nagor na Bobita Ačka i na Zajke. Tome, Risto Tomić. Drugari ulaze u kuću, u stanku na mene. Kažu, vidite za pred Krstom i Stirkom, tu živimo sada. A vežbamo u Sokolanu. I on te zapiše u tehničku školu, što se desi? Tatko me zapiše u tehničku školu, a ja otidu pa si ga zemu dokumenti i od poštara Čiću brata od mene, u ovoj rabotiše, u Čik rabotiše, Batarade, brat Snajke, davajte jedno 100 dinara li u toj vreme, ne sjećam koliko gi traži, dajte mi autobus da zemu, da idu u Skopje, da si predam dokumenti, da se zapiše ja na fiskulturnu školu. I Burazovi kaže, pa Čića će ne potepa, uopšte će ne napravi, će ne potepa kako doznaje. Nema da doznaje, ne vi kaži. Ne kaži vi, neka ste mi vi dale pare, vikao. I tako je, zemu si dokumenti, ja sam od tehničke škole i odnesu, Burazar mi dade pare, ama vika, nikako zborenje, nema, tek sad kaži, neka on mi je daje pare. I ti se samo zapišeš u Skopje? Otidu u fiskulturnu školu zapišem. Pa me ja Sokolana sport me povleče. Kako беше u Skopju u školu? Putovaje si, naporno ti je bilo? Ne, odmah se smesti. Starac se ljuti puno vreme. Jedna plata, a treba pred prvi da se plati obavez. Da, mora da platiš internat. A Šani cevi, internat da ga plati, a Šani cevi na 8 zimaš. I starac, ne stiza,
Не, една плата во куќа, четворица. Мајка не работеше. Него земе од другари позајми пари и отиде уплати ми интернат, задужи се за тие 8-10 дена колку, кад земе во шавни се платови и врати. Сега, ајде се сконцентрираме од завршуваш После се китеше со мене. Ама, Да. прво не Ти ми дава. завршуваш средњу школу Много се мутија. и на некој начин почина ти била голема љубов со Много колана, се мутија. веžбање. Сега ќе ви кажу, и тој и сви што ме слуша, те тај моја зараза с рибе фаќање с руки. Тоа ме изгледа упропастило. Може и слаба храна у интернат, у гостителски интернат живееме. Чекај, фаќање на рибе, збориме за убедење. И овде море, по Пцинју горе, у Беле Добро. Грамаде, Драгомански мост до Ковински мост горе, Ти тој си е рела. фаќање риби и си ги продавај. Никако, никад. Кој потражи на свак, иден денески кој потражи рибар сам одличен, кој потражи ќе му дам рибе, а паре не може. Добро. Или ако немам, ќе му кажи, ќе ти донесу, каде имам, однесу му риби. Паре нема, нити натура нешто или ништо не тражи. Да. Сега, јас Али на... што е верам бидна затоа што од тоа многу гњурење под вода. Вајда улегнала е реума у мене. Реуму има сега. Не сега. Од тега, баш у треќа година, пред полугодие негде Свети Никола ли беше, и ја не може да стана од кревет. Зашто? Колена тупан, скосни зглобови на овде ноге, тупан. Полинови. Ама надувале се. Аха. Не може да стане. Татко ми биде право у болница и на интерно месец и месец и полега. И ја уствари треќу година си го фактички што среќа се имаја до нова година, ќе си имаја сам до крај на декември оценке, па второ полугодие ја уопште не ги иде све по болница. Доаѓаше доктор Димитар Арсо, академик, професор, доктор Паланчанец, у тој време беше жив и здрав, не веруваш сега е жив. Од Паланко беше, доаѓаше свак вторник и петак или само петак у Куманово на ревматолошко оделение и заинтересира се за мене. И земаме и он едно месец или месец и пол ја у Скопје лега. И за Белјо он па по крви и тие работа он пронајде још едну болест, не само реуматоид артрит, како го крстива, реума у зглобови. Артрит. Реуматоид артрит. Он пронајде и морбус бектерел у карлицу и у кичу. Тој па друга болест и објасни ми, вика, синко, овој реума и ќе си умреш, она ќе после тебе још 2 недели ќе живи. Баш с тие зборови. Да. Али овој ако те стегне не валја. Мора овој да лечи. Па што е, доктор, тој? Кичму, у кој положај у спање, ако ти се окошча, у кој положај те фати, кој ќе останеш. Карлица може да ти се стегне, да одиш, ево вако вика. Ноге да не можеш да ги помераш много. Нити како сек што може да ги дизаш и јас си вежбаш и у болница, легам, али вежбам си вежбе. Они што ги знам. У кревет јас си вежбам. До кревет ја вежбам. Кад не сум у болница, јас идеш у Соколану. На партија, на прескок не може да иду, али на развој, на вратило, на кругови идеш. Јас си вежбаш. Тоа сега ќе те прашам, после тој период, голема љубов кај тебе у Соколану. Не, баш тега. Треќу годину ја го земам класен испит, професори. Добро. А она за среќу или за Белју, за моју Белју, а и за Белју на професорку Сика Шибакова, класна моја, професорка по историја. Она, сега да не ви покажу, те тако водеш. Карлица у беше фатена. Изгледа она имала, ја сам си предпоставljam, она имала исто бектерел. Фатило го у Карлица. Да. А биле своевремено лепотица на Скопје. Или на Македонија, не сеќам како беше. Второ, тебе тој ти после известно време проваѓа, ти више немаш тие проблеми. Не. Јас си вежбам и дале оној што може да вежбам. Добро. Во Соколану. Али кад почнаја да вежбам, лечив се паралелно и на терапија у Штипу Кежевицу беше месец дана.
Сега не знам, вика приватно било. Так знам, болница беше, с едного старца леге сам у двокреветна соба. Па таму почнала да ги се мешам и на сестре, на тој што дава вежбе у воду, у базен, ја укажа и кои вежбе други да ги дава. Оние што сам ги ја учија, например, а може да помага за кичму и за карлице. И ја ги сам демонстрираше у воду и она почна, тај сестра почна на мене, Любче, ај ти га води час, вика, у ова. Па друга да знае, па и у салу, справе с медицинки, оние топки пуни. С други справе, за луѓе што има кршенице на руке и не може да го исправи, например, до крај. Тој треба истезање, ама не нагло, него постепено, с денови, с топло воду и постепено истезање и вежбање у салу, не само у воду. И една жена почна да ме се дива од радовите, куде беше, Любче, гледај, рука ми се исправи. Па не да ми е мило, еве се, може сужеќи ми. Кажи ми... Помага, јас сам, оно што сам разбираја, куде може. У Соколану, тоа е било твое као втора куќа, ти си таму бија цел дан. Кад ја, ово е било 71. Ја фактички 4-та година не го иде уопште у школу, као понављага. Не иде, што ја по болница иде. Али кад сам слободен, ја у Соколану. И наследи неколку девојчиња. Гоца Чачка. Чекај само да те прашам. Гоца Чачка. Не го забравим што те прашам друго. Ти си веќе баја со едну добру генерација на гимнастичари. Да ги спомнем овој прилику. Боби Ачко, Зајко кој е у Канаду. Така е. После... Ја, Томо, војно лице бина, баш од тие дорлинци од кои татко ми е бегаја раде. Оцко, покојни. Оце. И Војкан. Војкан, не море, још ги имаше. Добро, али ви сте тие биле ударни, да кажу, другари, кои сте веќе бале и кои сте биле доста активни. Тас. Како сте ви живеале, еве има некои слике, за жал овдека ги неамо, ти, Војкан, Оцко, Боби Ачко, куде сте биле нон-стоп активни? Активни сме и у приватен живот, у слободни, на корзо искачање, знаеш ли, наше друштво, искочиме се. Јас сам се дружи со Соколанско мало и со Скарап мало. Али игнорираја сам. Углавно... Значи тебе ти е било друштво... Углавно су бацачи биле. Да. Тебе ти е било... А мене тој занат не ме интересира. Не те интересирало. Не. Тебе сте биле другари, значи Војкан, Оце, Боби и Зајко. У Соколан. У Соколан. А од Соколанско мало, Цецо Соколанац, Ѓоко Стана, Гио, на Гио куму бинаја. Да. Гио Тупандија, татко му, Зоре Армоникаш, син му, помал брат му, на Живка. Брат, на Живка генерација моја. Кажи ги, Јоцо, Жике Германац, умре во Господ. Јоце Лингур умре. Голуб Даце, умре и он во Господ. Али некој... Какви сте имале ви резултати на републичко ниво? Еве, ти, Оцко... Па ми знаесме да изгубиме. Биле сте на напревари пуно. Ми знаесме и да изгубиме, али генерација пред нас, што бе, професор Ваце. Да, Тоша Малер. Тоша Малер. На Мице, на Ристовога. Мице Ристов, Милорад Ристов. Милорад Ристов. Грозде, умре и он. Ласте умре, Бог да... Ласте беше најмал од нима. Јоцо. Виде се с нима лани. Јоцо Митевски, да, Галија Кафана, да. Така. Тоа исто било добра генерација. Тај генерација па никаде у Македонија не е губила. Најдобра мушка генерација у Македонија не е губила, Ваце беше и репрезентативец на Југославија. Да. Тоа е ваше друштво, после ви се ородуете, ти му бидеш кум на Бобите Ачка и Оце побратим на овога и така е. Ти си кум на Бобите. На Бобите, да. А ми е прво побратни, прво јас се женил, ми бил на побратни, па после ја на njega кум. Да. Еве кажи ми како е било унутру у Соколану кога сте вежбале? Имало е повише справе, све е било подредено, дисциплина имало. Кој ви е бил тренер на вас? Александар Наумовиќ, немој случајно Наумовски да кажеш. Види, Одма удара бокс, ако га кажеш Наумовски.
Pa, ljutеше се човек. Јас сам, А да што пишуе Наумовски у па, документи? пишуе се валјда син или унук кој му е тамо. Не знам Значи он е сина. Наумович. Наумович. Скакла. А у Доран ќе утепаше човек, баш на зајка му на томета му удари шамар. Зашто му дрее? Добро му удари што овие постари ги излажава, иди вика пливајќи и полака. Викни ga профтарацу да се заврти, он се заврте и овај фап со воду присна му, Ацо никако ќе плива, ама косо никако да го... А они 5 малака гледнако. Еве, за скаку смо слушале стварно најбави му обети, дека он е бија голем тренер, многу голем човек. голем како човек, како човек, професионалец. Као, Иако ама не има душа никаков човек. чар финансиски. Али Душа работа е човек. љубов. Например, ујко му Јордан Сливовски, професор Оцко. Знаете ga дебел, крупен. Јордан Сливовски Оцко, да. Оц. Ујко му е на Ацо. Роđен ујко е. Еве, што би ти кажа овој прилику за Ацу? Например, Оцко, крупан човек, ама на часови у Крста Мисирково, каде предаваше, он мора стапче да си носи. И кој не слуша? Нема, ама не си ga носил, не тепа, ама носи ја стапче. Каков човек е бие скакла еве пишете? Абе, душ. Што Отворен. ве највише учие у гимнастику? Покрај гимнастику, Гимнастику што ве учие друго? Ама како да живеем? Частни, поштени у живот. Како што еден елемент има предигру, мора прво овој да га извежбаш и овој да ојачаш, па да дојдеш до тој елемент. Тако и живот вика. Прво треба да заработиш, па да имаш да трошиш. Тоа е. А гимнастику вика и Маја го имал прс каква. Све Па знае. не само, он и ден денеска не знам, ако негови наследници чувал, златну медалју има од државно првенство на Југославија у Кралево Југославија. Да, да. Скок во далечина, да земе тој малечек човек, да земе скок во далечина, да се... Соколанец е? Бие ли е строг скакла? Не. Не. Али тражие работу? Тражие, педантам за работа. И пазли. Пази е, никој, на време ќе ти каже, не такој пази, овој што направи, тоа е голема грешка. Тој не смее да се понови, разбира. Еве покрај Оцка и скакла да спомнемо и Далјевич, и он е работае. Да. Тоа е Далјевич, да. Да, али послава. Да. Послава. Таа генерација ваша колку време тренира у Соколану? Па пуно ми средни школе, кома и факултети луѓе завршива. Али у меѓувреме па ја си формира своју генерација, своји девојчиња од масоност. Од 70 до 115 деца ја имам книги тама ако Ти си стои ги тренираа тие деца? у почеток. Прво масо, собирам, иду по школе ги викам да доваѓа. Али кажу ги, од пето деление ми треба или 6. Али одлични ученици да видим. Еве, Ако су лоши ученици, не ми ги треба. да, ти си ги После учил. не ги проверуju тамо, Да. дали е добар ученик или не. Него ја по понашање ga виду и он сам си одбегна. Многу си генерација вежбаја. Много. Еве, издвој некои такои попознати девојчиња кои си ги тренираа. Па она прва генерација не ги пушташе сви у Македонија и ја иду на такмичења, а деца не води. И Тоа е била Лиде, Јадранка, Гоки, па тој беше и Гордана. Петковиќ Гордана још една, Да. од циганско сакаче доле, Карси, како се викаше, тој седеше, па у Томболу работеше да му е гада. многу квалитетни су биле гимнастичари, тој биле су и на правенство и Ама се и- донесале медаљи. Па еве, 2 години ја не ги пуштам никако на такмичење, ајде вели би камо ги тие твои деца, рано још, кај ќе се Ти среди, ги спремаш. ја ги спремам. И искачам у Битола прво такмичење, и што ќе освоимо, требаше, куде, тој јавно, Скопјанин, Скопачки кој не зборува, не е македонец. Абе, мора они да победи, да знаеш. Има медаљи. Скинава ми дете Крсти Светлана, најбоља беше. Они му На 3 справе. На Да. четврту, на прескок. Трајче еден. Ако не веруе да е жив, Бог да ја прости, и так беше у година. Велешанец. Абе, нулу дава на девојче за прескок, разбираш, преку коњи. ти си ги тренираја исто и
Цобета и Крсти Снежета Светлановиќ од ќе ви Буче. кажи и што се. И тој девојче, жал ме што се изгуби и прашувага брата му, или како ќе да е, Сицелију ќе се падне, видува се една пут. Испод техничка школа живееш. Да. Еве тренираја си ги спомнаја и Цобета и Снежета од Бучен Коđак исто. Така. Тоа е друга или трета генерација. Значи ти си иша на масовност и од квантитет да извадиш квалитет. Па прво масовност. Да, што повише Па, да свак привлечеш и паметен да човек. вадиш добри деца. Од масу ќе извадиш паметни луѓе, не можеш од... Било ли ти е тешко да работиш толку деца, еве, Не. мораја се да слушаш сви. Иду, ако сам у простата, иду на часове од Сабајле, по село обично работеше. Ту, кога ми се рекол, малко работа на замена на професор Ангел пред да уме. Ангел Димовски. А? И njega да го спомнемо исто, човек е многу дае за спорт. Разболее се, полугодие и мене ми јавља, Љупче, слободно место, ајде, викам ти. Поред гимнастика много сам, они деца повише ќе ме памти оние на пливање што сам ги водија. У Стругу и Тиват, например. А водија ли си ги деца У Суто море. за гимнастичари ван Куманово, ван Македонија? Водија си ги на надпревари? Ван Македонија не. Не. Па не беа, треба... А на државни припреми ја да и Гоки беа на Бадију, на Корчила. Да. Од Корчилу посебно острво е Бадија, пола е спортско, а пола е голо. Кажи ми сега Сега разбираш ме, пола е спортско, а пола е голо. Сега ќе те видив сви тие гимнастичарке, поздрајавте, а тебе ти е душа пуна, ете што си ги направија пред све луѓе, а после спортисти. Ја да и ти си ги Гоки- советувај, да, си ги савети. Фала Богу. И употиги у кои школе да иде у тој време. Спремаше се распадање на Југославија, викам деца, било што да завршите, овој ќе ви видне најбоље. Кожарски факултет у Београд, тамо си завршила, Светери и Јада и Гоки и Лиде. И после кад се вратива, у ЧИК работава пуно време, распадна се ЧИК, они ва фирми си формирава, своји фирми си формирава и одлични бизнисмени жене си минава. Како би го опишаја Соколано, еве ти кад си бија, тамо е било од сабаја до вечер пуно со спортисти и мало е... Ама нон-стоп отворено. активности Тика мало Боже, отворено. нон-стоп дома. Ту и живеше у Соколано. Клjuč у njega, врата увек отворени. И Боже тражија ред да има. Па фала Богу, не може свак Мора да има ред. да улегне со спрлеви чизми и ти. Да. Ма тоа Соколано е било убаво, чисто, средено, справе со биле, окей, што викал. Па и справени. Па јас сам у Орашец, кад се запошли на замену и тамо беше колега Душко још у војску ли вие. Кад биде имал убаву салицу, разреш, као две големи училници. И потасирана, а зима. И викам Михайлович, прво што направи муабет, замоли овие постари колеги, Дулета, он беше у управото на ДТВ Партизан. ДТВ Партизан, свикав састанак, ту и професорка Бубо редовно беше члан, овие од Совку беше Борчи и Беле и професор Аврам, Свето Аврам, да. Светозар Аврамовски. По книгу што го издаја Спортско Куманово, таму има слике, кажувате ја. Да. И од татка ми има слика со рукометаши, со Вуксена, со тие Зајка, со Чеду Да, Черчила. Черчила, тие наши великани, така. Кажи га Томе, Томе Цана. голман, како се викаше? Томе Стошиć. Стош. Да. Он си остана Стошиć, брат му Стошевски, моја генерација крвне. Предаваше. Еве, спомна ги у ДТВ Партизан, тега су биле Борче Беле, Свето Аврам. Исто, да ги спомнемо тие луѓе, они су многу работале за спорт и физичка култура у Куманово. Ти ги замеру, не ми дозволива карате клуб да отворија. Не ти дозволива они. Не ми дозволива. Што? Тепачки клуб ќе биде тој. Они гледале од филмови оној Брус Ли како се тепа и тој и вика, не може бе, Тепачки клуб не треба на нас. Значи ти се кај покрај гимнастику да отвориш и И карате. карате. Јас си почнаа с гимнастичари овие постари, меѓу ними и доктор Зоран Георгиевски. Зоран Георгиевски, да. И он обавезно остануваше после тренинг. Кад ми заврши се деца тренинг, и на Дулета заврши, ја облечу кимоно и вежбање. После си вежбање, овие деца гледав,
Бубе, може ли ми? Може. Ајде овој, ајде оно. И после си ја надивljав с ним да работя, разбираш. Али вие ти се чео, не ти дадева да отвориш клуб. И се чеваме, не ми дозволија. Ево да го Па спомнемо. после успеја. У Крстен Мистирко кад продаваше и сала. Али најде човека, само не е тај школа Шотокан, ја што сам, разбираш. С Кришо си работа. Него Вадорју. Човек, али мајстор. Да. Од Паланцјана смеќе не беше. Забрави му име. А мајстор, на посад се видимо, на Корзов. Лав му обед. И не, а излажаве. Пред тој у гимназију. Ја формирам џудо клуб. Поред џудо клуб, оној кажи га, многу ме сакаше домаќин. Шмајзер. Стариот. Редар се Да, беше и чувар на гимназија. Вика, свака ти час. Абе, овој супер спорт, вика. После џудисти, јас с каратисти си работеше. Меѓу има и Жибак Милан. Милан. И он до мајсторски стигна вистини. Да, он има високи овие Добро, нема везе. поеси. Сега не знам ташно што има, да. На Савицу рукометарко муж. Да. Да. И овој, Митко Живарс. Митко Жибак, а? Па он продължи после. Он тренира. Еве, да не се правиме да го Али спомнемо. на Дивле по Вадарју у Крстен Мистирко ја отвори. Друга школа, не е Шотокан, него Вадари, нема везе за мене, карате е карате. Да улегне у Куманово, разбираш. Тоа ми беше цилј. Да го спомнемо покојни, исто слушаја сам, дека многу бие добар гимнастичар Ласти Георгиевски. Не, он најслаб, и најмал дека беше, и најслаб беше од целото генерација. Замисли, Ваце, Гиновски Стојан Тоше Малер, Ристов Милор, Мицена Зајка Брат, И Јоцо Митевски. Јоцо и Грозде, Грозде, Црногора. Лаки беше, ама и Он најмал беше беше. изгледа меѓу генерација, меѓу Не, вас. најмал беше он, најмал од сите. Штета и он умре многу млад. Умре, знам, ја у куќу му лазеше, наплаќаше му строи, каде работеше у дистрибуција. Дозна таму. Kad bi povlekli crtu o kojoj se cupalo, Sokolana je mnogo dala za grad Kumanovo. Па Ne? не, јас се чудов се, како може, ај град, абе не бе град, школе су криве. Школе су криве, школе треба масовно за масовен спорт да има. И од тој масовен спорт клубови да влече. Сега да кажа, Не. treba da ima poviše naprevori. Како ја не може да замислувам, па јас сам по село работаја, па чекам автобус таму у кашење док да дојде овдека пун со прашино, па пуно пут ручеше у експресу Мостар, у Ленгу, тој руче. Čekaj, sad ti kako kažuješ, ti si работаја od sabaja do večer, ti nisi maja odmor. 24 сата. Одмор само спање дом. Од 11-12 и год. Имај си голем елан да ги учиш деца дека треба да спортуе, да биде домаќини, да биде послушни Па тој ми и да поштуе постари људи. Ето, и оние што сме ги предаваја, сви еден денес ке ме поздравили. Куде да се сретнемо? Полик. Не да ти го е познам. падало тешко што толку си работаја напамет? Мене му удара трети инфаркт и јас завршив на интерна. Женска докторка вика, професор, нели ме познавате? И ја полик, онака викам, изгледа у крста сам те учие. Викам, у 5 школе сам предаваја, најверојатно тој сам те Ти си учие. маја 3 инфаркта. 3. Али бустер да се тој нема шансе да четврти да му удари. Куде си работаја цел живот? У Ева, нали? После у 24 години у Евана работа. Као инкасатор. Инкасан. Куде ти бија реон? Куде си носил? Прво ме испратива, он после, кад улегнаја куде директора Благој, Стојковски, Белчо. бел се, Благој Стојковски. Испрати мене, пошто и Прешево беше под Куманово, тај електростопанство. И испрати ме у Прешево. Вот иде тамо, они луѓе све албанци, не се разбира с никој. Још па ќе ме испрати у села што нити ги познавам, нити ги знам, разбира. И издржа тај ден некако на работа таму. Фати си автобус, врати се јутрото сам веле право куде директор. Добро бе директор. Па јас сум Кумановски, не може да видно ја у Прешево инкасатор.
Pa Ljubče, kude da ti dademo? Na nas ne ni treba profesori, fizkulturci ovde. Абе, човеко, па баш такви ти треба, тие спортисти ти треба, што може да води, викам, што може да трчи цел ден, а не некој легач, викам. Па куде ја ти давам, некој села. Хај, викнага тамо, кој беше, Жване, Томе, комерцијални директор ни беше, Томе, најди му бе негде. Хај, викам, вие, Ljubče, куде сакаш? Па викам, Козачки, села сме ми познати, дајте ми ги ним. Да. И даде ми Сопот, Карабисина, Четирче, Кулјана, Старо, Целопека, Огуња, Пенице. После ми Страновоз, Драгоманце, Врачовце, Пузаljка и Конице. После оние други горе уведева струи. Нема се утове. Ти си носија У исто сметке. време. Не, у исто време. Кои сметке? На лице место ги ја право. Кочанка со дупло тој, како се вика, Добро. дупликат. С индиго унутра. И ги однесеш. Израчунам, запишу киловати, али дома навечер до 12 сат ја припремам име и презиме за свако село, сваку куќу. Свако село, сваку куќу. Спремам име и презиме, препишују од претходни. А ако ми се јави некој нов потрачач, ја го убацувам одмah куде што треба. У ред како ми доваѓа у одење по куќи. И затоа вика се најсреден реон ти е. По најсреден ти е, јас си ga средувиш за мене. А и не само за мене. Било кој колега да иде после мене, да може да се снајде од куќу у куќу да си го лаза. Пред Евана, куде си работае? Па еве само по школа. Професор и у Евана си бие и друго не си работае. Учител по физичко, не професор. Не мога у Белград, падна на плантографија, још беа ноги отечени. Положи си, и Асе Русевски полага баш тега, да се запише и он, приемни. У Белград? У Белград и он падна. Он си падна на други дисциплини, ја му помогна на скоку вис. Објасни му... Да не се правим овој податок да ни кажеш... Подари па и... У што си бија најаку гимнастику? Дали на вратило, дали на карике? Па после јас како и Вацета професора, сини ми се и Тоше и Мице, може са овако да седимо на столицу, ноги у предност и од туј да извлечеш, да идеш у стој. Тоа само јас сам го гаја од моја генерација. Друг никој. 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 А на карике на вратило? Све бе, Вања, све супер ми иде. Не се имаја слабо тачко. Затоа добар беше и као тренер, и на Дулета, повише на njega му помагаше. Многу пут на државни првенства каде иде смо девојчиња, мој не се квалификуе, него иде само мушки. Па заедно со Дулета идеме и ја му помагам таму. Njega обично го стави судија да биде, знаеш. И јас сум со деца. И они после и отворено беа викале, не на мене лично, али Чичо Бубе не води ми најубави медалја земам. Не ми се плаши, знаеш. Ја људски се снима и тачно кажем му пази на овој елемент, тие работи. У тој момент, овој треба да направиш пред тој, не можеш случајно да цимнеш. Објасни му разеш, спреми се, зачути и спреми се, овој ќе ти га кажи. Дали си у живот со све остварија што си сакае? Задоволен си? Па не сум, сакаше многу пари да имам, не може со давскарску плату, не можеш многу пари да имаш. Добро. Мене ме чуди оно и исти наставници и сега и професори. Ама да бе, завршиле сте факултети, почнете с деца да работите. Отворите тие сале, отворите спортска сала не е затворена, Соколана затворена. Училишна сала е затворена. Сала се реновира? Да ве подсет. Порано имаше меѓушколско, од до 8 одделение. Од прво до четврто, од четврто до 8, да. Без оглед на селско училиште или градско. Ракомет женски, да. Ракомет мажки. Фудбал мал имаше за мажи. Што имаше? Кошерка уведева и после. Димитар и Мица тој инсистирава и кошерка се појави. Па ученикот предаваја и формира клуб, селски клуб, кошерка, циње. Да, мора деца да ги изведеме што повише на спортски терени. Тоа е подхитно, тој треба. За жал пак кажам, ќе се вратиме на претходно, овие компјутери, тие лаптопови. Нека ги е алал на тие родители, они сами си ги затворива деца. Абе, мене исто кон, ја куќко, моја куќка е пуштена. Не дира никога. Да. Куде може ја да го вржи кад ја цел живот сакам слобода? Куде може ја животинку да вржи
на ланаца, а јас сакам слобода. Па разнаја сам у природу, у живот слободно. Само реко с брата, сам се вратил. Рибен на низу, так нема куде него. Што ти е дало на тебе Соколана у живот? Па што? Многу и другари, и другарки, еве, деца се сам ги учија. Познанства големи. Шетање низ целу Југославија. Кажи ми се, како ти е здравје? Супер ми. 2 фаџера имам примено и трета доза еве у џепа век. А како ти проваѓа ден? Еве, ти имаш сега викендицу на куде... Не викендица куќа, посна куќа да правама. Куде Негоричане? Да, бе, с едно плато не може да го прави. Од 84 темели су ударени, а само 2 сопцики имам алтерисани. Кој ти е сега ташна куќа? 7 на 10. 76 квадрата е фактично. Кој ти е сега ташна куќа? Брго да ми дојдете ви таму. Да дојдеме да те посетимо с камерман, еве. Ќе дојдете. Ајде. Ама без бустер доза да не доаѓа. Друго, сакаш да те прашам. Како ти испуне ден са баје, кога ќе станеш до вечер, што ти Јас имам биоритам. Еви само и вчера ти кад ми се јави, јас си викам ќе си го поремету биоритам одма. После израчунам, не бе, чекај 9 сат, па ја имам време куќико да го прошетам по реку. И еве, ја руке, гледа, све крваве. Колку и да пазиш, закачи се поред реку, у копине, у драке, у одење, закачи се, гледа, руке, за нигде се. Ќе мисли некој, свак ден се тепам с некој. Има си ритуал, има си ручак, доручак, имам све, си јас, вечеру. Имам, само 2 едења дневно. Не вечерас. Среду и петак ги посту, конзерве риве једу. Ја сам рибарја и услед лето, кад имам многу риве, ја конзерве риве једу. Имаш ли некој специјален режим на искрено или... Да, па еве, само среду и петак ги Да, а посту. друго кој, например, си едеш се нормално? Једу се нормално. Само љуто многу сам е. Док беше у светлину, знае саме, трапезарија док имашмо мензу, кој како заврши со стацну, ако проваѓа од куде мене, Љупче, набоја го на пиперку на овој, може ли, може, викам, и испадне куде мене поголема порција со пиперки, него оној што сам земаја за едење. Кога би се каја овој прилику... Одбегнаме љуто, не знам зашто, али одбегнам. Кога би се каја овој прилику посебно да поздравиш? Колеги, професори, да почнем да работи у школа. Слободни активности. Па не е зор да трчим да се вратим дома у затворено просторија. Па бедни с деца тамо, организирајте се како порано. Машка ракометна екипа, женска, заедно може да работи. И да се врати во оној спорт, меѓушколски, меѓуучилище, што го викасме. Па сваку годину имашмо пролетен и есен овој крос. Па тоа е бара леко деца да се научим да трчат. Да ги обучите или да ги тренират. Колку ти на тебе дае спорт? Ја ума тече малце работа, фатиме пролетен крос, па спреми девојче Беие се викаше. Веруј да е још увек жива и здрава, пошто е млада. И Јоце Коновар беше у Палас, или куде. Да. Он трчава ми на аеродром. Јоце прво или друго место зема, Беие и она прво или друго, не сеќа. Колку ти на тебе помогнае спорт да се изградиш у личност? Колку ти е помогнае спорт? Па многу. Па тој ти е другарство, Спорт ама тој ти е со живот со оние, со кои си прво. И прави карактер на човека. Па како не, не можеш ти сам да играш за себе. Ти играш за сви, екипно ако е колективен спорт. Ќе мислиш на сви, не можеш. Дали би се каја да ги поздравиш овој прилику твои гимнастичари колеги кои се живи? Во не само гимнастичари, прво колеги живи кои наставници, професори, на нима апелирам. Они треба да го вратат спорт. И не само у Куманово, него у цело Македонија. Не мора паре, па не може бе и тегна сме тражиле. Никад не веруј некој од ним да ја тражие. Поголемо плату или додатак на тој што ќе работи 2 сата поише. Измешава се вредности, Не, све на материјално. супало, све е профит. Па што ми, Свак тражи ја пари. да сам бие побогат тега, со едно работничко плата сам живеел.
Од 84 темели удари, тега још не е завршена куќа, не е материсана ни однутра, камо ли од надвор. А 84 темели се ударени. А само 2 стопчики имам колку да живот. А врата имам од циганско куќу, од Рушевине, Драга Тарзанка што Еве руши. сега ја ќе те прашам Символ Зоран и Зоки. пред крајна емисију една твоја искрена лична порука до млади генерација. Сем што овој што го кажа, допуни нешто До млади своји деца да изведувају у природу и да ги пуштам да ужива. А на спорт, на спорт, они свак што отвори спортски клуб тражи да му се плати. Затоа апелирам на професори, школски спорт. Ако сакамо да го вратиме спорт, уопште, не само у Македонија, па има некои спортови, не мора колективни, еве поединечни, атлетика, па има стрелјаштво, порано имаше и стрелјаштво одишна беше. Да. Цуполо, фала ти пуно што беше гост, Ма фала на вас на кафе. да си и на кафе и на муабет што вика кумановци. Да си жив и здрав, па да се видимо, па да збориме за спорт. Док држи задница ќе терам. Тако се вика, ја тако викам. Прво да има здравје, па друго, Фала у вертикалу да се видуем. тако е. Фала ти Шампуда, Живие. поздрави од Куманово СПА и све најболje.